Кога предметот етика на религиите, односно веронауката, би била застапена во целост во образовниот процес, а не само факултативно во една учебна година, како во сите земји од соседството, но и во земјите од поранешна Југославија, тогаш за Македонија и овој народ нема да постои никаква опасност од исчезнување, потенцираше денеска митрополитот Петар. Кога и кај нас во Македонија тоа ќе се случи, мислам дека тогаш нема да се плашиме од никаква криза, од никакви проблеми, од ништо што може нашиот народ да го уништи во овој метеж во кој се наоѓаме ние, каде што ден на ден се повеќе се поприсутни злосторствата, кога денеска се повеќе и повеќе се присутни разбойништвата, убиствата, самоубиствата и за жал да посочиме и тоа злоупотребата на дечињата од страна на педофилите, како и, не дај Боже, што она се случува со родоскрнавењето, кога дури и своите родители посегаат по своите деца и ги злоставуваат. Во таа смисла, апелираме до актуелната власт, но уште повеќе до опозицијата, да сватат и разберат дека само ако успееме во училиштата од прешколска возраст, заклучно со средните училишта, да ја внесеме веронауката, односно етиката на религиите во училиштата, тогаш нема да се плашиме од никаква опасност која може да не демне да исчезнеме како народ, како нација и како граѓани, општество во нашава татковина Македонија. Владиката Петар се осврна и на правилното одбележување на Бадник и Божик и обичаите околу бадниковото дрво. Правилното прославување на Бадник е она што денеска ни покажуваат децата со својот личен пример, со пеење на божикните, бадниковите песни, да се пее тоа, а не со она што е застапено за жал од паганството, што било присутно некогаш, што и денеска некои сака тоа да го свртат вниманието на тоа. Настанот не е во конкретниот случај големиот настан Бадник. Настанот е Божик. И затоа треба да се знае дека празникот за кој ние сега се подготвуваме е Божик, а тоа е раѓањето во тело на Бога Словото. Исус Христос, Синот Божи, и тука треба да биде свртено целото наше внимание, а не во бадниковото дрвце, туку во раѓањето на Христа, нашиот Спасител, и неговата света икона, каде што се полага во јасли, во пештерата каде што е роден. Во меѓувреме се погласни се повиците на помладата генерација свештени лица за начинот на празнување на Коледе и Бадник, за кои сметаат дека во себе носат повеќе пагански отколку црквени обичаи.